Струшкиот градоначалник Мирко и денеска седна на обвинителна клупа, овој пат за 3 одвоени предмети за незаконско поставување директори во повеќе училишта. Поради отсуство на сведок, се одложи судскиот процес за случајот со училиштето во Велешта, каде покрај Мерко, уште 4 лица се обвинети за злоупотреба на службата и фалсификување. Според обвинението, покрај незаконското поставување на Екзона 6 за директор, таа се товари и за фалсификување дипломи. Процесот на обезбедување на сведоците беше тежок, меѓутоа со вложување на поголеми напори, со координација на сите засегнати страни во постапката, вклучително и на полицијата, гледаме дека полека веќе доаѓаме до некоја завршница. Мојата работа пред се сведува на донесување на одлуката, водење на постапката, тоа што се прави напори за да се организира целата работа, некој вид на менеджерска работа, секој дека ствара дополнително товарување. Меѓутоа, мене не ми представува проблем. Адвокатот Соболски истакна дека најнапред требало да се поведе постапка против тие што го фалсификувале документот и најави дека ќе докажат дека во случајот со Екзона нема кривично дело. Екзона се терети за фалсификување исправа, меѓутоа она што е специфично за овој предмет, знаете, се гони некој за фалсификување за облик од тоа кривично дело употреба на фалсификувана исправа, без да се утврди и да се даде доказ дека станува збор за фалсификувана исправа и без да се покрени било која поставка против тие што е фалсификувале исправата. Затоа, очигледно е дека тука нешто не е во ред. Судијата Јованов се надева дека до месец јуни ќе има завршница на предметите за незаконско поставување директори во некои основни училишта во општина Струга. Инаку струшкиот градоначалник Мерко е на црната листа на Соединетите Американски држави поради вмешаност во корупција. Против него има поднесено повеќе обвиненија за несовесно работење во службата. Нина Ритоновска, Сител телевизија.